Го повикувам нашиот прв говорник на вечерашниот парламент, Анита Кузевска од Либерално-демократската партија. Почитувани сограѓани, членови и симпатизери на партиите кои што ја посочинуваат Сојузот на иднината, почитувани пријатели, добро вечер. Ќе искористам оваа прилика да и се обратам на мојата генерација, на моите врсници родени во 80-тите години и ќе се обидам да ги убедам сите нив да се вклучат во отпорот против диктатурата и режимот. Денес во нашата земја постојат и функционираат само две држави. Вистинската наша Македонија и она лажната нивна Македонија. Вистинската, нашата и реалната е светски рекордер по сиромаштија, прва по мизерија и лидер во невработеноста на младите луѓе во Европа. 70% од младите луѓе сакаат да напуштат, а исто толков голем број не гледаат иднина во неа. 450.000 се иселиле во странство во последните 5-6 години, а дури 86.000 се иселиле во странство. 86.000 македонци зеле бугарски пасоши. Вистинската Македонија го постигна дното. Во неа царува криминалот и корупцијата. Диктатурата по срамежливиот почеток сега се засили до загрижувачки размери, а градоначалниците се однесуваат како нивниот имот да е нивни и наследство од нивните татковци. Распродаваат се што може да раскрчмарат. Во лажната, нивната Македонија живеат стрекни и задоволни млади луѓе. Стапката на невработеност е ниска, сите одат на работа, медиумите се независни. Добро е пратениците да се тепат, партиска книжка не постои, а опозицијата добро е да ја снема. Ако постои, тогаш добро е многу малку и лич да ја снема. Во нивната Македонија неуспехот се представува како успех. Незнаењето е сила. Зборот криминалец е асоциација за чесен човек, а оние што се збогатиле на тук грб и украле пари на граѓаните, тие се честни и тие се снашле во животот. Само за нивната нормална држава на функцијата доаѓаат со еден стан, а си заминуваат со 4. Само кај нив е нормално да имате основно училиште, а и за 3 години да станете магистер, а при тоа ниту еднаш да се појават на училиште. Само кај нив можат да имаат кривични пријави и уште да директоруваат. Почитувани мои врсници, јас не сакам да живеам во таква држава, во држава на лажни вредности. И јас не сакам да молчам и да кјутам кога гледам дека се случуваат вакви работи. И затоа сакам да ја изменам сликата за мојата земја. Затоа мојот избор, искрено се надевам и на сите вас, нема да биде да го спакувам куферот и да заминам надвор. Затоа што таму не е мојата земја. Иако секојдневно ме тера да размислувам во таа насока. Мојот избор нема да биде да се заклучам дома, да кјутам и да бидам роб на овај режим. Јас повеќе немам време да чекам и јас секојдневно ќе се борам против режимот на Груевски и неговите луди политици. И немам илузии дека тоа ќе биде лесно и едноставно, но предавање и враќање повеќе нема. Нема да се избори, иако никој нема да се избори за нас. За сите вас, моја генерацијо, ве очекувам да се придружите на отпорот и заедно да ја направиме Македонија најубаво место за живење. И благодарам.